Добър ден, дечиня! Јас сум воспитувачката Анета Крстевска од јавната општинска установа детска градинка Естре Овадија Мара од Битола. Денес, дечиња, ќе зборуваме за хигиена на вашите запчиња. Како да се грижите вашите запчиња да бидат здрави и убави. Но најпрвин ќе ви ја прочитам сликовницата Запчето Петко. Вие внимателно слушајте ме, а потоа ќе поразговараме. Запчето Петко. Во устичката на ова детенце си живееше едно убаво, бело, сјајно и весело млечно запче. Го вика Петко, зашто беше петто запче поред во забната низа. Запчето Петко се радуваше на животот. Секој ден му беше убав и среќен. Најмногу се дружеше со соседните запчиња, а другаруваше и со јазичето. Петко беше многу вредно и работливо запче, а неговата работа беше што друго ако не џвакањето. Храната што секојдневно ја добиваше, заедно со другите запчиња, ја дробеше и ситнеше до најмали парченца, а потоа детето ја голташе, така детето растеше. Во работата на запчето му помагаше и јазичето. А храната беше разновидна. Петко беше највесел кога детето во устичката ќе внесеше цврста и тврда храна, како што е корката лепче, јаболкото, морковчето, зелката и друго. Тврдата храна Петко со задоволство ја грицкаше, ја џвакаше, ја ситнеше, а со тоа и самиот се чистеше, бидејќи таа храна стружеше по неговата површина. Така исчистен, многу убаво се чувствуваше. Неговата површина сјаеше, а на неговото главче немаше заостаната храна. Но најтешко му беше и многу се загрижуваше кога ќе добиеше за џвакање многу леплива и сладка храна. Згора натоа, детето воопшто не си ги миеше запчињата. Од таквата храна телото на Петко се извалка, на неговото главче се напласти остатоци од храна, отпрвин помалку, а подоцна многу повеќе. Секој ден се повеќе огрдуваше и на крај Петко стана едно извалкано, несреќно запче, полно со нечистотија. Почна дури и да мириса. Се надеваше дека на неговите маки ќе им дојде крајот и дека детето ќе ги измие запчињата. Но тоа, дечиња, не се случи. За Петко настапија тешки денови. Дојдоа лошите бактерии кои многу сакаа нечисти запчиња. Тие се качија на неговата глава и почнаа да се гостат од заостанатата храна. Направија дупче во запчето. Дупчето се ширеше секојдневно и во него влегуваше храна. Петко беше многу болен. Набргу детето доби силни болки, дури пушти и солзички. Кога сите дечиња си играа, тоа мораше да седи дома, беше тажно. Размислуваше што да направи и како да си помогне. Наредното утро, заедно со мајка си, детето отиде во стоматолошка амбуланта. На докторката и ги кажа своите маки. Сега за Петко имаше надеж. На детето му беше малце страв, а стравот е толку природен за децата, но имаше голема доверба во докторката и знаеше дека таа ќе направи се што треба за неговото запче. Храбро седна на столот
и широко ја отвори устата. Докторката го прегледа Петко од сите страни со огледалцето и го избриша со памукче. Со машинката, што ја нарече скокоткалка, почна да го чисти. Ги отстрани сите црни и меки делови од него. Лошите бактерии се разбегаа на сите страни, исплашени од звукот на скокоткалката. Детето беше трпеливо и не пречеше во работата. Се разбира, сега таа работа не беше многу пријатна, но сепак издржа. По чистењето, детето убаво си ја исплакна устичката со вода. За храброто однесување на детето, докторката го пофали. Детето и се заблагодари на докторката и си закажа повторна средба за контрола на зъбите. На заминување таа му упати неколку совети. На крајот, докторката во исчистеното дупче стави убава пломбичка. Сега Петко стана целосен и повторно можеше да си ја врши работата. Јади цврста и здрава храна, која стружи по зъбчињата и ги чисти. Редовно четкај ги зъбите, особено навечер пред легнување. При миењето нека ти помогне родителот, барем во почетокот, додека се научиш. Детето ги применуваше советите што ги слушна од докторката и со тоа на Петко му обезбеди здрав живот уште неколку години. Прави редовни стоматолошки контроли за да се следи состојбата на зъбите. Но трајното зъбче, што се наоѓаше под Петко, длабоко во коската, силно посака да излезе надвор и почна да го грицка Петко за коренчињата и да го турка нагоре. Кога детето се запиша во 4-то оделение, Петко беше многу изгрицкан. Му остана само главчето. Почна да се ниша. Петко си ја заврши животната задача и лесно се предаде. Тој го напушти местото, отпадна. На неговото место никна еден убав и здрав траен зъб, кого го чекаше нов живот и многу нови возбудувања. Дечиња, дали ви се допадна приказната за зъбчето Петко? Да. А сега да ве прашам, дали вие редовно си ги миете вашите зъбчиња? Да, сигурна сум дека да. Секое дете треба да си има посебна четка за зъби и детска паста. Во никој случај не смееме да користиме туѓа четка за зъби. А дечиња, да ве прашам, дали знаете каква храна треба да јадеме за да не бидат здрави нашите зъбчиња? Здрава храна, да. Ако на нашите зъбчиња им даваме здрава храна, овош и зеленчук, тогаш тие ќе бидат здрави, весели и среќни, но ако им даваме храна која што е леплива и блага, како што се чоколада, бомбони, торти, тогаш зъбчињата ќе бидат несреќни и болни и ќе ни се расипат. А сега да ве прашам, дали знаете кој се грижи за здравјето на вашите зъбчиња? Како се вика докторот кој се грижи за здравјето на вашите зъбчиња? Стоматолог, да. Докторот кој се грижи за здравјето на нашите зъбчиња се вика стоматолог. А сега
Сега, дечиња, за да не заборавате да си ги миете вашите запчиња редовно, ќе ви дадам една задача. Заедно со вашите родители да направите месечен распоред за миење на вашите запчиња за секој ден. Еве како на сликата. Секое утро, кога ќе си ги змиете запчињата, набојте го сонцето. И секоја вечер, кога ќе си ги змиете запчињата, набојте ја месечината. Така нема да заборавате да си ги миете вашите запчиња редовно, тие ќе ви бидат здрави и убави. Здрави запчиња, здрави дечиња. Исто така, сакам да ви предложам една интересна ликовна игра. Еве како на сликата. Нацртајте си уста, а во неа залепете гравчиња. Тие ќе ви представуваат запчиња. Потоа, извалкајте ги со некоја сладка храна, еурокрем или било што и пробајте да ги миете. И за на крај, порака до сите деца. Секое утро и секоја вечер четкај, со здрави заби светкај. Ви благодарам на вниманието и до гледање, дечиња.